понеделник, 27 септември, почнува да тече законскиот рок за предизборната кампања за престојните локални избори 2021. Организаторите и учесниците во изборните активности ќе можат и официјално пред граѓаните да ги представат своите програми со кои ќе побараат довербата за функцијата за која конкурираат. Според веќе потврдените податоци, 9 кандидатски листи за градоначалници и вкупно 19 за советници се поднесени до општинските изборни комисии во 4 општини во Кочанскиот регион. На предстојните локални избори за градоначалничката позиција во Кочани во трката влегуваат актуелниот градоначалник Николчо Илиев, поддржан од коалицијата Најдоброто за мојата општина, што ја предводи СДСМ, и Љупчо Папазов, кандидат на коалицијата Обнова за Македонија на ВМРО-ДПМН. Од Општинската изборна комисија претходно информираа дека се доставени и 5 кандидатски листи за советници од партијата Левица со носителката Жаклина Филипова Свеќаровска, од група избирачи со носител Венко Крстевски, како и од коалициите на СДСМ, чиј носител е Томе Солевски, ВМРО-ДПМН со носителката Кристина Атанасова Арсова и одлучно за промени на ЛДП и ДОМ со носителот Тоше Михајлов. Во Виница за градоначалник се кандидирани Ивица Димитров од СДСМ, кој и досега беше на оваа функција, и Миле Петков од ВМРО-ДПМН, актуелен член на Советот на општината. Во општина Виница има поднесено 5 кандидатски листи за советници од група избирачи со носителот Сејдо Салиов, од партијата Единствена Македонија, како и од коалициите предводени од ВМРО-ДПМН, СДСМ и ЛДП и ДОМ. Општинската изборна комисија во Зрновци веќе ја потврди кандидатурата на Борчо Коцев за градоначалник, предложен од коалицијата на ВМРО-ДПМН, како и на Виктор Ангелов од коалицијата што ја предводи СДСМ. Поднесени се и 4 листи со кандидати за советници од група избирачи, како и од коалициите Најдоброто за мојата општина, Обнова на Македонија и Одлучно за промени. Единствено во општина Чешиново Облешево ќе има 3 кандидатски листи за градоначалник. При тоа, коалицијата на СДСМ го кандидира актуелниот градоначалник Горанчо Крстев. Кандидат на коалицијата на ВМРО-ДПМН е Далибор Ангелов, а на коалицијата ДОМ и ЛДП е Дарко Стефанов. До Општинската изборна комисија во Чешиново Облешево кандидатски листи за советници доставиле група избирачи, партијата Левица, како и коалициите на ВМРО-ДПМН, СДСМ и ДОМ и ЛДП. Според изборниот законник, предизборната кампања ќе трае до полноќ на 15 октомври, односно едно деноноќие пред почетокот на гласањето, закажано за внедела на 17 октомври. Кандидатите за градоначалници на општините во регионот ги ставија своите подписи на Кодексот за фер и демократска кампања. Во присуство на членовите на општинските изборни комисии, гости и представници од медиумите, кандидатите ветија дека ќе се залагаат за легитимни избори на кои победникот треба да го изберат граѓаните според понудените проекти на кандидатските предизборни програми. По потпишувањето на кодексот како потврда за заложбите за мирен предизборен процес, кандидатите во Кочани си подадоа и рака. Во рамки на средбата, Николчо Илиев, кандидат за градоначалник поддржан од коалицијата на СДСМ, на својот против кандидат Љупчо Папазов му подари фотографија од Кочани со порака за фер и коректни избори. Очекувам дека граѓаните на општина Кочани ќе испратиме јасна порака дека за она што го заслужуваат и што го очекуваат ќе го исполниме во целост. А тоа е дека преку фер и демократска кампања ќе ги спротивставиме проектите и идеите за решавање на проблемите на нашите сограѓани, нешто што граѓаните го заслужуваат и секако граѓаните на општина Кочани го заслужуваат најдоброто за Кочани. На подпишувањето на Кодексот за фер и демократски избори своје ветување дека ќе води мирна кампања ги пренесе и кандидатот Љупчо Папазов, поддржан од коалицијата што ја предводи ВМРО-ДПМН. Се обврзуваме да водиме демократски и фер избори, кампања заснована на правото и законските нормативи и очекувам и самата содржина која повикува на фер, коректна и да не кажам и квалитетна кампања и од политичкиот противник и од нашата страна. Самата содржина на кодексот укажува дека поголемата одговорност е кај носителот на власта во делот на влијањето врз
вработените во институциите и во предпријатијата основани од институциите и очекувам дека сето тоа ќе биде испочитувано и на крајот ќе имаме еден квалитетен изборен процес во кој подобриот ќе победи. И Општинската изборна комисија на Виница организираше подпишување на Кодексот за фер и демократски изборен процес, а на кое присуствуваат двајцата кандидати Ивица Димитров и Миле Петков. Слично како и во Кочани и Виница, Кодексот за фер и демократски изборни активности го подпишаа и кандидатите за градоначалник на општина Чешиново Облешево. За разлика од поголемиот број општини во регионот, таму во предизборната трка влегуваат тројца кандидати: Горанчо Крстев, Далибор Ангелов и Дарко Стефанов. Доцна попладнето и од Општинската изборна комисија Зрновци го организираа подпишувањето на Кодексот од страна на градоначалничките кандидати Борчо Коцев и Виктор Ангелов. ...24 точки од дневниот ред се најдоа пред членовите на Советот на општина Виница на 48-та редовна седница. Првите две се однесуваа на предлогот за измена и дополнување на одлуката за работа на Центарот за развој на Источно-плански регион, односно за негово реосновање, со што наместо раководител ќе добие директор, а се дополнуваат и известни членови во статутот согласно Законот за равномерен регионален развој. На седницата советниците го разгледаа извештајот за работа на Основното училиште Гоце Делчев во текот на изминатата учебна година. Потоа барањето согласност за годишен план за вработување на јавното предпријатие Солидарност за персонална измена во управниот одбор на Основното училиште Ванчо Прке, како и предлог одлуката за формирање институционална работна група на ниво на општина во рамки на програмата Ромактет фаза 2. На 48-та седница на Советот на општина Виница се разгледаа и заклучоците од Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај за подобрување на состојбата со сообраќајната сигнализација во насока на зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Во рамки на седницата, градоначалникот Ивица Димитров им додели ваучери од по 6000 денари на првенците на генерацијата, Ана Павлова од Средното општинско училиште Ванчо Прке, Климентина Јованова од Основното училиште Никола Парапунов од Драгобрште, Мануела Јорданова од Основното училиште Кочо Рацин од Блатец, Надица Јордановска од Основното училиште Гоце Делчев и Антони Трајков од Основното училиште Славчо Стојменски. На 48-та седница советниците од општина Виница ги разгледуваа и барањата од граѓани поединци, кои главно се однесуваат за решавање на правен статус на приватно бесправни изградени објекти. Околу 5000 евра од сопствената сметка ќе издвои комуналното предпријатие Водовод за поправка на дел од цевководот и резервоарот за геотермална вода на локацијата кај Горни Подлог. Ваквите трошоци се во рамки на активностите за одржување и санирање на оштетувањата на системот, што се предизвикани поради дотраеност на материјалот. За разлика од вонредните поправки на изолацијата на главниот цевковод, што се прави скоро секоја година, во овој случај се работи за вообичаена постапка за одржување на еден од виталните делови на геотермалниот систем. Процедурата за реализација на санацијата е веќе почната со објавувањето на јавниот повик за избор на изведувач на работите, чиј рок е до 1 октомври. Иако не се работи за нова инвестиција, активноста вообичаено се прави на одредени временски периоди, со што се обезбедува стабилност и исправност на целиот систем. Станува збор за релативно мал зафат за отстранување на корозираните и поставување нови цевки, како и нивна соодветна антикорозивна заштита. Со оглед на периодот во кој се реализира активноста кога нема интензитет во користењето на геотермалниот систем, обврска на изведувачот е санацијата да ја реализира во период од 3 дена по склучувањето на договорот со комуналното предпријатие Водовод. Сдруженијето Борка за секој нов ден в недела на 26 септември во паркот на Револуцијата во Кочани ќе одржи традиционалната розова прошетка, која како и минатата година наместо во Скопје се организира на локално ниво во 14 градови од државата. Под мотото Трка за лек, настанот ќе почне во 11 часот од паркот на Револуцијата и ќе продолжи по улицата Маршал Тито кон мостот кај шопинг центарот. Од таму, во знак на поддршка на сите кои што се борат против ракот на дојката, ќе бидат пуштени розови балони. За време на пандемијата, на пациентите со карцином на дојка им е потребна поддршка повеќе од кога било.
Овој проект, единствен од ваков вид, во себе ја содржи хуманата мисија за помош и поддршка на илјадници пациенти кои се борат со ракот на градата, болест што одзема многу животи. Во настанот можат да се вклучат сите граѓани на Кочани, да бидат сплотени и заедно да тргнат на оваа трка за лек, за да им се помогне на оние кои поминуваат низ Голготата, да им оддадеме почит на оние кои не напуштиле, но и да им упатиме апел на оние кои се здрави да се грижат за своето здравје, затоа што само така ќе можат да споделат љубов со своите сакани подолго време, истакна Валентина Андонова, локална координаторка на Сдруженијето Борка од Кочани. Розовата прошетка се организира со поддршка од општина Кочани преку локалниот акциски план за еднакви можности на мажите и жените. Учесниците во трката за лек ќе добијат и маичка со овогодишното лого. Настанот ќе се спроведе според протоколите за организирање јавни настани за заштита на здравјето во услови на COVID-19. Викендов ќе се игра редовното петто коло во првенството на втората фудбалска лига Исток, во која второлигашите од Кочани и Виница ќе гостуваат. Екипата на Осогово ќе има тежок надпревар во Прилеп против Победа, со оглед што домакините во изминатите 4 кола прикажуваат добра игра, па со 2 победи, еден нерешен резултат и само еден пораз се наоѓаат на четвртата позиција на табелата. За разлика од нив, гостите од Кочани со негатива го почнаа првенството, па со една победа и еден нерешен резултат имаат само 4 бода и се во средината на табелата, што многу лесно може да се промени. Повод за тоа е што токму против последно пласираната Локомотива на домашен терен во претходното коло, осоговци играа нерешено и загубија планирани 3 бода. Тоа во расплетот на крајот од првенството може да значи многу. За разлика од Осогово пак, Виничка Слога 1934 од почетокот на првенството игра добро и со 4 победи и максимален број бодови е на врвот, пред Беласица и Каменица Саса, кои заостануваат со по 2 бода помалку. Викендов Виничкиот второлигаш ќе гостува во Радовиш против тимот на Детонит, кој со само 1 бод е на дното и грчевито се бори да се извлече од зоната за испаѓање. Со оглед што на крајот од ова првенство, лигата ќе треба да ја напуштат дури 4 од вкупно 10 екипи, тогаш е појасно пред каков предизвик се довишени на средбата со лидерот од Виница. Сите првенствени надпревари од петтото коло се играат в сабота со почеток од 15 часот.